Може би ви звучи необично, но да, ќе зборуваме за карамели од ајвар, за бомбуни од морков, за шпагети од ананас, а сите овие деликатеси се производ на молекуларна гастрономија, каде науката, уметноста се вмешуваат во традиционалната кујна. Утринава за тоа ќе разговараме со професор доктор Јана Клопчевска од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Професорке, добро ми дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Сите се изчудија кога им споменав за овие шпагети од ананас, за карамелите од ајвар, вистински деликатес, меѓутоа ќе ни објасните вие за што точно станува збор. Сега јас она што го најдов како податок, дека молекуларната гастрономија потекнувала уште во времето на 80-тите години. Меѓутоа, вие сте иницијатор за тоа во 2016 година. Кажете ми, како воопшто дојдовте во контакт со вакво нешто? Елена, благодарам прво на поканата. Јас случајно гостувајќи денеска го најдов претходното гостување 2018 во исто студио тука. Добре, ни дојде пак. Да, баш ми е драго. Постои одамна молекуларната гастрономија. Многу е интересно што кога се дискутира за неја, јас често пати кажувам дека потекнува од 80-тите години, меѓутоа во 2016, да. Зашто покасно кај нас, бидејќи не е автохтона исхрана, не е нешто што ние сме се храниле со генерации па да го знаеме тоа, не е ни нешто чудно, меѓутоа сме имале прилика да гледаме Хестон Блументал и познати готвачи шефови, нели, на 24 Kitchen или слични програми, така се роди идејата да ние на Скопје Design Week во таа година настапуваме со студентите со нешто интересно. Замислете ми кажа, ќе правиш молекуларна храна, јас вака добро. И така почнав да истражувам, заедно со нив се ангажиравме, почнавме да правиме рецепти, помогна и колегите, се испрезентиравме, почна телевизија, емисии, агенции да не бараат и така се роди идејата за понатака да функционира тој бизнес. Така, мислевте ли тогаш дека ќе успее да направи еден бум, интерес, дека да кажеме компании ќе бараат за своите прослави да бидете ангажирани токму со некои вакви деликатеси, и ви изгледаше ли толку иднината светла, ќе кажам, по тој повод? Па во тој момент не размислував искрено како ќе биде, немав ни идеја дека ќе биде тоа понатаму со годините бизнес. Ќе прирасна, туку бев буквално пред одбрана на мојата докторска дисертација или теза во Словенија и некако беше интересно што не бев фокусирана на тоа, а буквално се покажавме во супер светло. И како што завршив со одбраната на докторските, рековме ајде сега да пробаме уште нешто, па се јавија и првите клиенти, мислам дека Макаремкар како беше тука, за покасно 10 години подоцна, 9 скоро 10 години, ние да имаме буквално со компанијата која што е со headquarters главната компанија BMW да вложи во нас и да може да работиме за неза. Значи нешто што треба да се посака и да се оствари, да си има една цел. Буквално една цел ми беше да имаме големи клиенти и тие ги добив. Убаво е кога се манифестира и она што ние тука со Иван, што кога почнавме да ве најавуваме од утринава и јас му кажувам на Иван за тие шпагети од ананас и слично, Иван били рецепти, јас му велам, не сум сигурна дали се рецепти, мислам дека е нешто научно. Може ли да не просветлите како изгледа кога вие ги готвите овие работи? Поточно, дали може да се каже дека ги готвите? Да, ги готвиме и никогаш припремаме нешто што е подолга припрема однапред, а никогаш го правиме тоа на самото место каде што се случува настанот. И сега тоа е интересно кога гледаат, нели, присутните. Се трудиме што поинтересни да бидат детаљите, рецептите, тоа што буквално изгледа, тоа е еден фуд дизајн или уметност од храна, која што можеш да се изразиш буквално преку секоја компонента што е внатре. Вкусот е ист, а може да биде различен и може, например, да направиме све што ќе посакаме, да речеме да изгледаат шпагетите од сокот ананас. Имаше една комбинација што ја правевме со тапиока, која што пак не е присутна на нашиот пазар и ја носиме од Азија. За тој регион е по-специфична храната, меѓутоа Шпанија и околните земји, мислам се чини дека Шпанија е најразвиена во поглед на молекуларната гастрономија, меѓутоа доста и во Соединетите Американски држави се користи и веќе ја знаат луѓето, веќе со сите овие нели новитети што кружат на интернет се почнуваат да ја разбираат.
Многу сум љубопитна, дали само изгледа, ние имавме тука можности да видиме некои инсерти каде што позирате баш со храната, дали изгледа само убаво на око или има и убав вкус? Се зависи што сме ставиле внатре и како сме ја направиле нели рецептурата. Може обично се користат и алкохолни пијалоци, се користи повеќе со сладки производи, некогаш и солени. Битен на стартерот, колку добар да речам сос ќе подготвиме и како тоа ќе го после тоа со биополимери желираме направиме цврсто или нешто слично, така да се зависи колку сме ние всушност успешни во правење на подготовката. Потоа промената на состојбата на храната, значи од течено во цврсто или од течено во гасовито или слично, некогаш алкохолот со цевка се вдишува. Тоа е многу интересно. Значи све зависи од нас колку сме спремни, стручни и колку си играме со вкусовите. Колку подобра вкус на подлогата направиме, толку подобра ќе изгледа. Сме правели шопска салата во вид на кавијар, како перли се тие. Интересно е, вреди да се проба и поготово компаниите користат молекуларното кога сакаат да ги импресионираат клиентите или имаат некоја прослава, тимбилдинг, например, за вработените или слично. Мене ми е многу интересна реакцијата на присутните. Колку се среќни што го прават тоа, затоа што не е секојдневно нешто. А професорке, например, еве, јас кога готвам дома и ќе си пробам како и така во процесот на подготовка си пробувате да видите како е погоден вкусот и слично? Секогаш. Дали е кисело, дали е сладко, колку треба да се додаде, како треба, па се експериментира, па никогаш и при експериментирање се добиваат некои нови работи кои што не сме ги правеле и секогаш се трудиме со годините, да речеме, имаме тема зададена од клиентот, меѓутоа со годините се трудиме да правиме нови концепти, па храната се собира например од озгора, се наоѓаат коктелите на маса, седите, па експериментираме со пуштање на жици, каде ќе стои, па не знам, некоја да е скриена, сервирана на мов или слично на зеленило. Ако сакаме да постигнеме некоја интересна или зелена цел, компаниите се трансформираат, циркуларна економија и слично, така да се зависи од тоа клиентот што сака и нашата креативност. Така и ја формираме храната. Ние еднаш со нашата екипа, ја сака Македонија, бивме кај вас на факултет. Може ли да ми опишете како ви изгледа еден работен ден? Многу често екипи доаѓаат и многу често сме снимале емисии. Јас веќе ги документирав до еден период, ама веќе не ги ни документирам како сме разговарали и кога. Мене работен ден ми изгледа, мојот работен ден е буквално без работно време. Зависи од тоа кога имам предавања, кога имам вежби, еве да речам пред некој ден нестандардно имав посета со студентите во Алкалоид во фабрика бевме, почнуваме да правиме алтернативни вежби, значи да ги држиме не на факултет во компанија и така да мојот работен ден буквално изгледа или одам на предавање или прво ќе се извежба или еден тренинг, кафе обавезно утринско, шетање куќа, дете во школа си оди само, мислам возрасна. Така да, после завршување на работните обврски, често знам да одморам или да се дружам со пријатели или да мислам социјалниот живот сакам да го потенцирам, така да тоа е прилика работниот ден, спортување секако, патување. Сега морам да ве прашам нешто друго. Иноватор сте, професор, во исто време родител, каква храна подготвувате дома? Дали можеби вашиот син некогаш вкусил нешто од ова молекуларната гастрономија или сепак е за нешто што всушност си јадат децата во нивна возраст? Па ме гледа некогаш кога правам и сака да пробам, после вика ај не. И така некако пошто во годините тинеџерски па некогаш сака нешто, некогаш неќе. Околу храната секогаш сме во дискусија. Јас наметнато од режимот, нели бидејќи се вежба, мора да се јадат секогаш, па и предавам храна и исхрана по некоја случајност, мора да се јаде, да речам, избалансиран и чист оброк, да ги има, да ги содржи повеќето бои, меѓутоа да не е со сосови, со разна процесирана храна и додатоци, да е поедноставен. Месо, салата, нешто овоше и слично. Сега, бидејќи мојот син е во развој, треба да јаде малку по, нели, зголемена количина на храна, па за него подготвувам посебно. Или истата храна, па нешто ќе додадам за него, така често пати доаѓаме во дилема, инаку готвам секој ден и сакам да биде тоа свежо секој ден. Така, значи без разлика на тоа што ваша вокација, ќе кажам, молекуларната гастрономија, дома се готви здраво. Да, мора да се готви здраво. Мислам, така сакав и така би сакала да продолжи понатака, иако не секогаш му се свиѓаат здравите оброци, бидејќи сака понекогаш и нели сендвич или никаков или слично да изеда.
Не знам како ќе реагираат нашите гледачи, дали можеби ќе се прашаат како може да се случат, да речеме, карамели од ајвар и слично, сега се патив за карамелите, ама добро. Какви се коментарите на поборниците на традицијата? Дали тие сметаат дека ова што го правите има иден или некогаш сте се случили со негативни коментари од типот на ајде сега ќе јадам шпагети од ананас? Мене најинтересниот коментар ми беше до сега најубава пача што сум јадела. Значи, да. И пача правите со молекуларна гастрономија? Па од прилика се користат истите, да речам, желатин или агар-агар или хитозан или нешто слично што изгледа, тие се сите биополимери, меѓутоа секој со различен степен на желирање и изгледа навидум на тие, нели, како желатин, како нешто слично, бомбони и најинтересниот коментар беше тоа. Од прилика секогаш има позитивни коментари, бидејќи интересно што прво содржат алкохол, а друго многу брзо заситува таа храна. Значи, затоа што го полни желудникот, нема многу калории, освен ако нели шеќерот што го ставаме, ретко користиме млеко, мислам без лактоза се, без глутен се. Не работиме со месо во молекуларната гастрономија, со такви подготовки, туку е све повеќе на база на овошје, зеленчук и слични, нели, суровини, така да е погодно за повеќе и интересна е за такви настани, бидејќи не ги пијат коктелите, ги јадат. Сега карамелите и, например, нутела во прав, некои палачинки интересни, лижавчиња од пармезан и слично, им се поинтересни, секојдневно јадливи, да речам, а има и некој, например, менито кога се јаде, направено од скроп и тоа е неутрален вкус. Истиот скроп, да речам, што се вари тапиоката, јас го користам за правење на кристален чипс. И ми е интересно, има вкус на компир, на ориз, на истите, меѓутоа во различна форма. Ке напоменам дека сега засега е престиж. Не секој на својата корпоративна забава може да послужи молекуларна гастрономија. Кажете ми, мислите ли дека во идно време може да стане дел и од пошироки народни размери? Или е многу скапо да се набават намирници, еве велите за некои намирници морате дури во Азија да одите и сето тоа, или е многу скапо за да премине во една посекојдневна исхрана, да кажам? Па многу малку компании кај нас ги носат сите потребни, да речам, суровини. Надвор од државава можат многу повеќе да се најдат интересни работи и подготовки, веќе подготвени работи што може да се сервираат. И сега ние се трудиме нешто да правиме, нешто да навуваме, нешто ни носат. Така да ми се чини дека ова нема да стане во секојдневна исхрана ние да го користиме, бидејќи сепак ние се држиме на таа некоја храна со генерации што ја јадеме. Со тоа што се отвараме према некои нови, нели, додатоци и слично, ова може да биде храна која што во одреден период, нели, ќе се внесува дали на забави, дали на вечери, дали за било каков повод, меѓутоа сепак е карактеристичен за други региони. Не викам дека не може дел од рестораните да биде, веќе некои ресторани почнуваат да ја користат во менито. Во комбинација јас имам еден до сега направено настан кој што беше во ресторанците, други се во вид на кетеринг. Така. Да речам, сме работеле и во самите компании, и доаѓале во простори, и многу интересно. Меѓутоа во ресторанска храна еднаш и тоа го оставам на шефовите што се бават, нели, со тоа, бидејќи мое да кажам што е науката позади, како е трансформацијата на компонентите, еве да речеме кики од ајвар или ајвар во прав или пена од ајвар и сирење и така интересни некои имаме. Меѓутоа не сметам дека ова може да биде додаток на секојдневната, да се користи од време на време, ама ќе се користи во повеќе за разлика од порано, бидејќи се луѓето свесни веќе, што е интересно, и сакаат нов експириенс, ново чувство, сакаат нешто интересно да видат и да пробаат. Статистички секоја домаќинство во Македонија фрла храна. Кај нас, за жал, одделувањето на отпад се уште е мисловна именка и не се реализира, и покрај тоа што постоја некои напори за изделување на различни контейнери за храна. Иницијатор сте и поборник за користење на отпадот на храна и негова трансформација. Дали има шанси ова да дојде во Македонија, кое што ќе ни помогне на сите не само од аспект на подобра животна средина, туку и економски бенефит би можело да има? Па да, ние започнавме една иницијатива пред 4 години со странски донатори кои што решија дека треба да се отвори лабораторија
во која што ние го правиме прототипи од трансформираниот отпад. За да луѓето почнат да го прават тоа и државата да се освести, ние проектот да работевме на ниво на град Скопје, мора прво да се едуцираат. Проектот настана прво како идеја, па потоа со пишување национални извештаи за да мапираме каде точно се наоѓа, од каде може да извлечеме, бидејќи поразвиените земји од нас веќе тоа го применуваат, почнувајќи од Хрватска, што е во наша близина, па све натака Европска унија. Граѓаните, јас во Австрија кога бев на постдокторски студии на тој престој, морав да ја собирам храната и да се рециклира, затоа што тоа е задолжително, бидејќи ќе се плати посебна такса ако не се собира храната. И мојата газдарица каде што живее беше многу внимателна во однос на тоа. За сите гости кои ќе дојдат, поготово на подолготраен престој, не упоменуваше, ве молам, собирајте храната. Так. Затоа што тоа кога граѓаните ќе го усетат на свој џеп, ќе знаат дека веќе треба да се. Сега лабораторијата се отворена градска лабораторија со помош на град Скопје. Ние почнавме да едуцираме индустрии, основни и средни училишта, професори од основните и средните училишта и на крај завршивме со компании и академија за трансформирање на отпад. Проектот траеше 4 години, сега лабораторијата е на град Скопје под ја ръководство Нисува Дрисла, јавното предпријатие, бидејќи е многу интересно предпријатието стопанисува со отпадот, меѓутоа за некоја година ќе тој биоотпад нема да оди во Дрисла, туку ќе мораме ние да го трансформираме. Напоредно се работи на токенизација, на собирање на отпад, возила, дизајнирање на возила, капацитет, логистика. Сега тоа како градот ќе го спроведе и колку ќе се тој проект понатака функционира. Да, заживее, не зависи од мене. Мислам, јас сум експерт заедно со другите кои што ќе го може да го спроведе тоа, меѓутоа знаеме како функционираат работите, како одат, некој треба на повисока инстанца да го спроведе. Да видам со времето како стоиме, имаме време и за овие две прашања кои што ги наменив со оглед на тоа дека март е месец на жената и дека се слават успешни жени како вас кои што од друга страна и за општествено добро се ангажираат. Морам да ве прашам како се справувате со сите улоги. Жена иноватор, професор, мајка, пријателка, керка. И во се се чини жената денес мора да биде силна и безпрекорна. Прашањето ми е мора ли да биде таква жената денес? Па очигледно да. Со ова темпо на живот, да. Јас се справувам со, да речам, навикната сум. Имам некаков, го организирам времето. Никогаш не стигам на некои работи. Знаат блиските околу мене дека сум со обврски и ме толерираат. Меѓутоа, многу ме помага мајка ми, да не е мајка ми, јас не би можела ни да патувам. Мислам, со години е така. И како викаат, позади секоја успешна жена стои мајка што го чува детето. Така да имам помош и така стигам сите обврски да ги направам. Мојот син е 14, така да веќе е самостален и ми помага во некои обврски. И буквално така стигам, меѓутоа си бара, успешноста бара одрекување од многу работи, за да се посветиш на работата. И тоа е тоа. Читање многу работа со студенти, проекти, некогаш не стигам, некогаш стигам, ама изгледа мора да биде таква, затоа што ние сме такви, така ни функционираат работите, поготово кога си инженер, знаеш некако прагматично да работиш, јас секогаш така кажувам. Така да тоа е, на жената оставен веројатно светот понатака. Во однос на тоа дека нели жената е јадрото на семејството, на домот, треба да го осмисли оброкот, треба да се грижи за детето, треба да се грижи за домот, од исто на работа, а некако за жал улогата на мажот е да оди на работа и да дојде дома. Јас секогаш чест за оние мажи кои што дома подеднакво се вклучуваат во активностите и така. Дали според себе ова би стекнале едно мислење дека сепак жената е посилниот пол во општеството? Па јас... И каде е таа наша женска енергија тогаш, ако сме посилен пол? Да, буквално ние треба да се вратиме женската енергија. Јас сум на тоа мажот да биде посилниот пол и почитувам, нели, дека сега не се улогите веќе се да речам помешани меѓу мажот и жената, меѓутоа сепак да се знае која маж а која жена. Мислам дека жената треба да биде понежниот пол, колку и да сме силни да можеме да ги извршуваме обврските. Мислам дека треба да се знае во секое семејство која мажот, која жената, се вратиме малку на она што е традиција, бидејќи работите отидоа во друга насока. Ми се чини, мислам глобално гледано,
Веќе нема поделба машка-женска професија, нема поделба што може жена, што маж. Подеднакво веројатно заработуваат и веројатно тоа е и причината на таа недистинкција повеќе, меѓутоа јас сум за да се знае. Професорке, ви благодарам, ми беше многу убаво. И мене искрено. И забавно. Многу ви убаво студиото и многу е пријатна атмосферата. Верувам дека ќе се видиме повторно во некоја. Со наша радост и многу сакаме на факултет да дојдеме кај вас, да ни подготвите некој оброк, некој од нашите новинари ќе има чест да проба и да бидеме дегустатори на лице место. Кога сакате, канам да дојдете во лабораторија и ќе направиме. Благодарам.